Ова е најважната лекција која што ја научив во животот и денеска многу ми е криво што не ја научив порано. Еве и која. Кога ти тропаш на врата на клиент, телефонски разговор, инсистираш на состанок или што и да е, ти си продавач. Кога клиентот тебе те бара, ти си експерт. Уште еднаш ќе повторам. Кога ти бараш човек за продажба, ти си продавач. Кога потенцијалниот клиент те бара тебе, ти си експерт. Ова е огромна разлика, која што секако дека треба време малку да ја свариш, но ако денес ја свариш оваа идеја и ја примениш, ја ти гарантирам дека твојот живот и твојот бизнис веќе никогаш нема да биде како порано. Еве ги кои се 4 работи со кои што можеш да го постигнеш ова. Прво и основна работа е маркетинг. Зошто? Ти можеш да бидеш најквалитетен производител на било што. Ти можеш да бидеш лудило од програмер. Ти можеш да имаш и лек за рак. А проблемот е што никој не знае за тебе. Ова е најголем проблем на 99% од предприемачите. Имаат совршен производ, тежнеат да го направат уште посовршен, но забораваат дека луѓето едноставно не знаат за нив. Значи, број 1 мора, не е прашање дали, мора да работиш на маркетинг. Дали ќе одбереш онлайн, каде што ќе бидеш присутен на социјалните мрежи, дали ќе бидеш офлайн, преку семинари, тренинзи и чести состаноци со луѓето, јас не знам, но факт е дека мора да се бавиш со маркетинг. Има една интересна изјава која што една од учесниците на Mastermind програмот даде една метафора која што морам да ја споделам со тебе, која што гласи: секоја птица не носи јајца, но само од кокошката се продава. А зошто? Затоа што ја несе гласно. Значи, одлична метафора. Сите луѓе се бават со бизнис, но ако ти не дигнеш глас и се издвоиш од конкуренција и од оваа бучава на денешни информации и наплив на конкуренција и се останато, ако не се избориш да го пронајдеш местото, ќе останеш за секогаш незабележен. Втора работа која што исто така ти е предност, а не ја применуваш затоа што или не ги знаеш вредностите, или можеби не си размислувал, а можеби и знаеш, ама имаш некое верување дека тоа не треба да го правиш, а тоа е масовно земање на препораки. Што тоа значи? Секој еден твој задоволен клиент мора да постои систем во твојата компанија за земање препораки. Зошто? Затоа што многу повеќе ти или било кој еден друг човек верува кога ќе слушне од некој мој задоволен клиент како зборува за мене, како ги постигнал се резултатите во соработка со мене, отколку 100.000 видеа денеска да направам и да те објаснувам колку јас сум најубав, колку сум најпаметен, колку сум најзајабан, колку сум начитан или не знам што. Луѓето веруваат на други луѓе, ние тоа го правиме секој ден, буквално дури без размислување, секој ден препорачуваме производи, услуги, но овој пат мора да постои систем. 9 од 10 предприемачи, кога и да ги прашам, како твојот бизнис порасна, сите до еден велат, па луѓето не препорачуваат, па ние работиме внимателно, се грижиме за клиентите, користиме најдобри, не знам, материјали, се грижиме како и да е. И луѓето не препорачуваат. Ако е тоа така, и ако твојот бизнис расте врз база на препораки, зошто мислиш дека не е паметно да одиш чекор напред и да изградиш систем како да им земеш препораки на луѓето и едноставно да им помогнеш на твоите клиенти потенцијални да те издвојат од онаа бучава денешна која што се одвива во конкуренцијата и токму да те одберат тебе. Следна работа е тестамонијал. Она е клучот буквално за раст на бизнисот. Повторно, препораките, тестамонијалите се врзани едно со друго, но што е поентата кај тестамонијалите? Зборуваат изворно луѓето на свој речник. Најголема грешка која што гледам дека често се случува во маркетинг е што луѓето, поготово овие што се едуцирани, овие што имаат по 2-3 факултети, овие што се начитани и ген куп литература, додаваат зборови, украсуваат,
ги менуваат фразите за сето тоа да изгледа по-културно, по-љубезно, по-читко и не знам што, и со тоа ја губат суштината на уличниот разговор, обичен кој што се води помеѓу луѓето. Во минатото, кога и да направев ньюслетер, кога и да направев било кој текст кој што ќе има повик на акција, кога и да направев фунели, кога и да има имейл маркетинг и било што, во секој момент кога што ќе се обидев да тие зборови звучат културно, љубезно, да нема вулгаризми или не знам што, буквално едноставно тие зборови не допираат до клиентите, затоа што едно е кога разговараш изворно, токму клиентот го пренесува неговото искуство со негови зборови, со негов мајндсет, со негов речник, значи од негова перцепција, ти никогаш не можеш да дојдеш до неговите клучни зборови, затоа што ти на твојот бизнис, на твоите предизвици, на твоите решенија, на твоите клиенти, гледаш на еден друг начин, а твојот клиент гледа апсолутно нешто друго, што значи размислува на различен начин, се бори со своји стравови, има своји верувања, а тие се поентата изворно да ги пренесеш. Значи, третата работа е користи масовно тестамонијал. Сега ќе ме прашат одлично луѓе, Александар, како? Секако и секаде. Значи, имаш ревјуз на Google, имаш на Facebook, имаш на Instagram, имаш на било кој грам. Значи, не е поентата да се оптеретуваш технички како тоа ќе го направиш, секој тоа може да го направи. Поентата е во бизнисот е да имаш предприемачки мајндсет и да сватиш само дека ова е нешто што мора да се направи. Ако ти си тој прв човек кој што размислува предприемачки, овие се клучни работи што ги зборува Александар и мора да се применат, тогаш едноставно ти ќе најдеш и начин како тоа да ги примениш. Ако размислуваш дека можеш, не можеш, кој тебе ќе ти помогне, отиде времето, отиде возот, за 3 дена ќе заборавиш се што сум ти зборувал. Четврта работа е давај вредност однапред. Ова е најголемата вредност која што ги спојува сите три претходни. И ја прави разликата дали ти ќе бидеш продавач или ќе бидеш експерт. Еве ти пример од пракса кој што мене ми се случуваше во минатото. Пред 10 години кога започнав да работам со консултантство, мене никој не ме знаеше дека јас работам со консултантство и дека јас денес сум отворил фирма и сум решил да се бавам со консалтинг. Жити мајка, луѓето стануваат од спиени, размислуваат, нели Александар Гревот отвори фирма, па ајде да му станеме клиент да му помогнеме. А види, мајката и татко ти ова нема да ти го направат, а нека моли некој клиент да станува од спиени да размислува за тебе. Што тоа значеше? Дека на почетокот им помагат на луѓе, на пријатели, нели? Но тоа не е доволно ниту да преживееш, ниту да дојдат бизнис да расте, нити одржи понатаму. За да дојдам до клиенти, а за да не бидам тропач на врата и да не бидам буквално продавач, ладни повици, испраќај понуди и чудо, мојата едноставна стратегија беше направи семинари во сите поголеми градови, дај им на луѓето вредност однапред, направим тренинзи, обуки, не знам што, и подоцна луѓето кои што ќе сака и беа заинтересирани за соработка, ќе седневме по некој ден, ќе спиевме кафенце, ќе се договоривме да видиме дали имаме можност за соработка, и едноставно никогаш подоцна нема проблем со клиенти. Што тоа значи? Давај вредност однапред, нека стекнат луѓето доверба, нека видат со кого имаат работа, па подоцна лесно ќе ти станат клиенти. Истата оваа стратегија ја применив и кога работев со осигурување, и ден денеска постојат луѓе кои што се одлични продавачи, кои што имаат одличен круг на луѓе, кои што имаат одлична намера, кои што имаат милион техники, знаење, информации и чудо, ама да се чудиш немаат продажба. Еве ја поентата. Ако знаеме дека животното осигурување во најголем дел се продава на push маркетинг, односно нели на барање сам на бараш клиенти, ова најголем дел на луѓето им причинува главоболка, затоа што кога ќе го поминат првиот лист, оној кој што мислеле дека тоа се нивни клиенти и дека веднаш веќе им уплатат, кога ќе го поминат на брзинка тој круг, а ќе го филтрираат, нели овој сака, овој не сака, они се знаат онапред, и на крајот ќе сватеа по 2-3 недели дека едноставно тие немаат луѓе, немаат круг, не знаат како да дојдат до следен круг и едноставно тука одлични, талентирани луѓе едноставно запираа со работа и ќе останеа некој поупорни кој што не знам, еве, на било кој начин. Што беше мојата стратегија? Што правев понуди и полиси по 10, по 15, по 20.000 евра во еден ден, по 10 полиси, а некои не можеа да направат 10 за цела година. Просто, едноставно, наместо да бидеш продавач, направи нешто
каде што ќе се позиционираш како експерт, а тоа можеш да го направиш единствено преку давање на вредност однапред. Што ова би значило во светот на осигурување, а ти поврзи го со твојот бизнес да видиш дека буквално е идентично, иако твојот бизнес може би се бави со нешто друго, секој бизнес има 9 сегменти, секој бизнес има продажба, има клиенти, така да се ова што ти го зборувам е апсолутно 100% применливо и во твојот бизнес. Именно, оние луѓе кои што најчесто продаваат осигурувања и ден денес, одат на состаноци, па некој ментор ќе се појави, па неприродна ситуација, па не знам што, па глумење луѓето и ти сега за 10-15 минути ќе го свртиш клиентот, да он веднаш у тие 10 минути почувствува одговорност, се сети дека може утре да остане без работа, да заглави финансиски, дека утре може да добие некоја тешка болест, па да продава куќа, пола, стан за да се оперира, дека може би ќе почине, па семејството ќе го остави заглавено да плаќа кредити, или не знам, ќе се сети он веднаш дека има деца, па од сега треба да штеди да буџетира за иднината на децата, или не знам што. Ти во 10 минути ќе му направиш научна фантастика и он ќе рече, како не знаев за ова, дај кај треба да уплатам, жити све, јас сум бил будала, до сега ова што не сум го правил. Значи, да бидеме реални, луѓето многу работи знаат, само бегаат од одговорност и просто и едноставно се надеваат дека некако светот ќе се погрижи за нив и дека се оно ќе се случува во нивни најдобар интерес. Што тоа значи? Дека заборави на ладни повици, заборави на гурање на продажба, затоа што кога ти некого молиш, он е мангуп и оваа игра ти е завршена, да не влегуваме во психологија, во улогите кои што ги играме и да ти објаснувам, нема да ни стигне цел ден. Значи, едноставно, кога ти некому нешто нудиш, едноставно природно луѓето бегаат, а од друга страна дури и се исмејуваат со тебе затоа што едноставно тоа им е полесно да те обвинат и да те направат глуп тебе, наместо да превземат сериозен ризик и да размислат. Добро, тогаш како Александар ова го решаваше? Повторно многу едноставно. Наместо да трчам јас на клиенти, масовен маркетинг, едукацијски маркетинг, па зборуваме за ризици, за буџетирање, за инвестирање, како да можеш да го заштитиш својот живот, здравје, пад од приходи, како тоа може да влијае на семејството, како можеш да ги искористиш денеска инвестицијските фондови, каде што имаш минатата година дури 24% раст во период на пандемија, економска криза, војни, чуда, нели? Ете како луѓето прават пари, а оној кој што има лош финансиски мајндсет или сиромашен мајндсет едноставно тоа не го знае. Сега, дали ја ќе трчам по луѓето да ги едуцирам, жити мајка ти треба да штедиш, да буџетираш, да инвестираш, или едноставно ќе добрам до круг на луѓе кои што едноставно се размислуваат на таа тема, само бараат решение како тоа да го направат. Како тоа се прави? Многу едноставно, дај вредност однапред, нека видат луѓето со кого имаат работа, ако им се допаѓа оно што го зборуваш и гледаат вредност, многу едноставно ќе кренат рака, јас сум заинтересиран за следен чеклак. На тој начин правев во минатото по 2-3 семинари во неделата, во поголемите градови, ќе дојдеат 30-40 луѓе, ќе направевме вежби за минатото, за иднината, за сегашноста, да погледнеме во начинот на живот, да погледнеме во приливите, да погледнеме во навиките, потребите на едно семејство, да погледнеме што би се случило доколку продолжиме на ист начин во животот понатаму, кога луѓето ќе им дадеш реална математика, кога на луѓето ќе им представиш едноставни решенија. Овде само оние кои што не се одговорни се надеваат на подобро утро, нели со не знам со крстење или со молење. Не ведам дека тоа е лошо, но тоа е еден сегмент на кој што ти немаш контрола. Она на што ти имаш контрола е превземање 100% одговорност, да имаш имплементирано решение и да одиш понатаму. Што тоа значи? Наместо да врти Александар по цел ден на телефони, жити мајка да сакаш осигурање, жити мајка да сакаш да инвестираш, жити мајка да не знам што, едноставно немам потреба да го трошам времето на такви работи и да се надевам дека некако овој жити мајка ќе уплати, наместо водиш едукативен маркетинг, објаснуваш на луѓето кои што се можностите, потребите и се останато, оние кои што се заинтересирани ќе кренат рака, ќе направиме индивидуална анализа. И буквално нема проблем никаков за 5, 10, 20 понуди или полиси, како сакаш, во текот на еден ден. Сега, што е интересно? Интересна е замката, каде што мислиме, јас ова не можам, лесно му е на Александар, он последниве 10-20 години ова го работа. Жити мајка Александар стана од спиење, каде што он се ова го имаше решение. Не, туку ова е едукација, ова е соработка со ментор, ова е следење на трендови и ова е масовен излез од зона на удобност буквално секој ден. Зошто? Затоа што треба да се представиш, да зборуваш за нешто
што може би не си сигурен како ќе реагираат луѓето, зборуваш пред маса на луѓе, што е втор најголем страв во животот, не знаеш како ќе те сватат, што ќе зборуваат за тебе, значи ако ме погледнеш, еден куп верувања постојат позади тоа, и ако ти не соработуваш со ментор да ги расчисти сите овие работи, дилеми или со психотерапија или коуч, едноставно ти ќе тапкаш во место и после ќе викаш да, лесно му е Александар. Не му е лесно, туку само направил чекор кој што еве денеска ти го пренесувам изворно и буквално нема шанса да не го направиш. Но што е реалноста? Реалноста е дека од 100 луѓе само 3 ќе го направат ова и ќе имаат бенефит. И само да те подсетам, и 100 луѓе ќе започнат оваа година бизнис, но само 3 од нив ќе продолжат и последните 3, 4, 5 години. Значи, бизнисот е суров, идентично како и запишување на машински факултет, електрофакултет. Зборувам за минатото, каде што ќе запишеа 400-500 ученици во една генерација, а ќе дипломираа само 5, 6, 10 во една година. Што значи, драги мои, нити бизнисот, нити успехот во животот не е резервиран за оној кој што е мрзелив, оној кој што не сака да направи излез од зона на удобност, оној кој што не сака да се потруди да даде вредност, оној кој што не сака да даде, да верува во себе и оној пат кога не ги гледа резултатите да продолжи дисциплинирано да ги применува сите овие работи за кои што зборавме. Сега дали ќе има резултат? Тука е предприемачкиот ризик. Дали ти си подготвен да правиш акција и оној пат кога не се гледаат резултатите и само сети се на било кој еден селанец каде што едноставно он си сее, си вади, си ѓубри и се надева дека еден ден истото тоа што го посел ќе вроди со плод и оној пат кога не се гледа, го ѓубри, го вади и се надева. Дали ќе вроди таа нива? Апсолутно ќе вроди. Доколку и ти се ова го примени што ти го зборувам, ја ти гарантирам дека едноставно твојот живот ќе се промени. Еве како се менуваат по 5, по 10 години во неколку месеци, доколку го применуваш сето ова во буквално по овој тек. Што сакам да кажам? Имаш луѓе кои што работат бизнис по 5, по 10 години. Чекаат нивните клиенти да ги препорачуваат. Не работаат со маркетинг, а секој ден се сликаат на Facebook, кај пиеле кафе, што правеле не знам што. Што чаре од тоа, освен да се направиш мангуп, демека еве ти нешто правиш. Што фајде имаш од тоа? Ништо, само има Цукерберг, му зголемуваш интеракција и му ја храниш со држината. Што значи друго? Алгоритмот на Цукерберг работа супер, ама дали твојот джеб работи, апсолутно знаеш. Што тоа значи? Или ти ќе бидеш корисник, или ти ќе бидеш креатор. Значи, ако ти креираш вредност, даваш на твоите потенцијални клиенти преку социјални мрежи, преку едукативен маркетинг или се она што го зборувавме до сега, ти работиш за себе и си во тренд. Се ова доколку не го правиш, секогаш ќе имаш проблем со вработени, проблем со клиенти, затоа што продажбата и регрутингот е едно те исто. Кога ти зборуваш едукативен маркетинг, ги едуцираш твоите клиенти за да дојдат, нели, за да кренат рака, за да соработуваат со тебе, тоа го правиш за да расте продажбата. Кога ти зборуваш за лидерство, за визија и за се останато повторно преку едукативен маркетинг, повторно допираш до луѓе кои што едноставно сакаат да бидат дел од твојата визија, да соработуваат со твојата компанија, односно самите да дропнат на врата и да речат: Александар, има ли место слободно за мене да работам во твојата фирма? Многу ми се допаѓа, гледам како работите, иновираме и се останато. Како го зборувам ова и од каде ми е сигурноста? Затоа што погледни, повеќе од 300 луѓе до сега поминаа низ моите тренинзи, обуки без разлика кој и како. Најголем дел од нив, кога и да зборувавме за ова, ќе рече: мојот бизнис е различен. Да, ова, ама знаеш, јас работам со градежништво. Да, ама знаеш, јас работам со парфеми. Да, ама јас работам со не знам ова или она. Значи, едно е што ти работиш, сосема нешто друго е маркетинг и сосема нешто трето е што размислува твојот клиент, што врти во неговиот ум и како ти полека да му помогнеш да те одбере токму тебе, а не некој друг. Зошто ова мораш да го направиш? Затоа што во твојата индустрија, во твојата конкуренција има илјадници манипулатори, има илјадници далаверџи, има илјадници луѓе кои што не испорачуваат таква услуга, таков квалитет. А прашањето е многу едноставно. Како твоите потенцијални клиенти да те одберат токму тебе, а не да ја дадат довербата на некој друг? Ако сите зборуваат: ние сме најубави, најевтини, најквалитетни, ние користиме најдобри материјали, најевтини, и ти зборуваш исто, како да препознае некој обичен клиент
дали ти си реалноста што ја зборуваш или сосема некој друг. Затоа, замени го речникот, давај им корисни информации на луѓето, не биди себичен, размислувај од страна на клиентите, отвори ги ушите кога зборуваат твоите клиенти, кој речник користат, кои се нивните стравови, што ги боли, што едноставно ги одговлекува од одлуката која што ја носат и објаснуваам на луѓето. Па сега што е маркетингот? Па наместо ти да зборуваш денеска по еден и цел ден да си во оператива и у продажба со сите твои клиенти, земи сними едно видео и тоа видео може ќе го гледаат 10, 100 луѓе, 1000 луѓе, но каде е поентата? Едно денешно снимено видео може со години луѓето да го гледаат доколку создаваш реална содржина и едно ова видео сега што ќе го снимиш може по 2 години некој да рече го гледав она видео, но супер зборуваше како за мене, сакам да соработуваме за XY, а ти додека зборуваш само со еден клиент, си имал мало влијание, имаш мала заработка. Значи резиме за денес, над колку луѓе имаш влијание, еднакво е на заработката во твојот джеб. Помогни денеска на 20, ќе заработиш пример 200 евра. Помогни на 200 луѓе, ќе заработиш 20.000 луѓе. Мултипликација на време е она што е важно. И само за крај да направиме резиме. Значи, што е тоа што мојот живот го промени? А тоа е следно. Промена на перцепција на ова реченица. Кога ти тропаш кај клиент, ти си продавач. Кога клиентот тропа кај тебе, ти си експерт. Погрижи се да те доживее како експерт, давај реална вредност, не зборувам за никаква манипулација, помогни им на луѓето и ќе забележиш како оној твој пат кој што си го градил по 5, по 10 години, можеш прочем да го направиш за 5-6 месеци, затоа што само си го згуснал времето на интеракција и си допрел до поголема група на луѓе. Се гледаме во следно видео и пиши ми коментар дали ова ти користи или не. Поздрав!